Истекува првиот рок во кој специјалното јавно обвинителство може да поднесе обвиненија. Станува збор за рокот од 18 месеци кој истекува на 4 јуни, а кој е поврзан со предметите кои СЈО ги доби од обвинителството за организиран криминал и корупција и Скопското обвинителство. 4 јуни е датумот за рокот од 18 месеци, колку што имаше тимот на Катица Јанева за да покрене истраги, а досега ова институција, која произлезе од Пржинскиот договор, поднесе 3 обвиненија. Според ставот 3 и членот 1, Законот за СЈО ќе биде на сила 5 години од освојувањето на собранието и може да се продолжува еднаш годишно со одлука донесена со двотретинско мнозинство од пратениците. Специјалното јавно обвинителство и СДСМ бараат пролонгирање на овој рок, зашто е потребно двотретинско мнозинство од собранието, додека од ВМРО ДПМН потенцираат дека од досега виденото креирани се истраги случаи само против раководството на ВМРО ДПМН и дека се работи за класичен политички прогон и состојба која се создаваше за ВМРО ДПМН по секоја цена да ја изгуби власта. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева на последната пресконференција побара од собранието да го продолжи рокот од 18 месеци кој ги има СЈО да поднесува обвиненија и да отвора истраги поврзани со прислушуваните разговори. Законот за СЈО предвидува дека ово обвинителство има 18 месеци од преземањето на предметите за отворање или затворање на истраги и на обвиненија. Во досегашниот период од една година, специјалното јавно обвинителство отвори 20 истраги и поднесе само 2 обвиненија и 1 обвинителен акт. Согласно ставот, пратениците од ВМРО ДПМН нема да гласаат за продолжување на мандатот на СЈО, со што е скоро сигурно дека истиот нема да биде продолжен, со оглед на тоа што за продолжување на мандатот на обвинителството е потребно двотретинско мнозинство.